кратки најави за денес. Од вкупно 10 ветени капитални проекти до локалните избори нема да се реализира само еден, кажа градоначалникот Пецаков. Основното јавно обвинителство Охрид покрена обвинение против 2 лица за бесправно градење на објект на улицата Димитар Влахов. Во Охрид има доволно образовни асистенти, недостасува инфраструктурно и кадровско опремување на училиштата. Специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид го одбележа Светскиот ден на срцето. Во судот во Париз започна судењето на Марин Ле Пен и 28 нејзини соработници за проневера на 7 милиони евра. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево и ветровито време со максимална дневна температура до 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува ведро, ветровито и студено време. Во вторник над северозападна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна и централна Европа ќе услови постудено, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите. Во останатите делови од Европа ќе превладува свежо, стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 23 степени. Во Македонија во вторник денот ќе го започнеме со студено утро со пат на утринските температури кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината и ќе се движат во интервал од -1 до 9 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево, ветровито и студено време со благ пораст на дневните температури. Ќе дува умерен засилен североисточен и северозападен ветер, а долж по Вардарието и во југоисточните предели засилен северозападен ветер со брзини до 50 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 15, односно до 25 степени. Во Охрид во вторник по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во среда по студеното утро и температура од само 5 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со максимални 20 степени. Во четврток и петок умерено облачно време со сончеви периоди, а во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со локални врнежи од дожд. Минималната температура од 7, односно 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20, односно до 23 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Кошаркарска школа за деца Про Баскет Јуниор врши упис на нови членови.
Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Од вкупно 10 ветени капитални проекти до локалните избори нема да се реализира само еден, истакна на денешната седница на Совет градоначалникот Пецаков. Тој, одговарајќи на советничко прашање, кажа дека сите приоритетни проекти од неговата изборна програма биле или реализирани или во завршна фаза. Опозицијата во Советот на Општина Охрид на денешната седница посветена на советнички прашања побара одговор дали локалната ќе ги реализира капиталните проекти содржани во изборната програма на градоначалникот Кирил Пецаков. Координаторката на советничката група на СДСМ и коалицијата кажа дека со оглед на краткиот период до крај на мандатот можеби преамбициозно е прашањето кога ќе се реализираат, па побара од градоначалникот информација кога ќе се отпочне со реализација на приоритетните проекти. Со оглед на промените кои што се случија во централната власт и со оглед на тоа што сега ги нема оние кои што наводно ве обструирале и бойкотирале, дали можеме да очекуваме реализација на некои од поголемите проекти кои што ви беа содржани во програмата, во изборната програма зборувам, а некои дури го има и насловот како приоритетни проекти. Тука пред се мислам на катната гаража, на реконструкцијата на плоштадот Крушевска република, за кој што нели на оваа говорница кажавте дека има пречки и дека се обструираат како проекти. Потоа велосипедската патека Охрид Свети Стефан, потоа нов парк на потегот од споменикот Ден Долард до каналот Студенчишта, ново современо училиште, нова современа градинка, пловен објект за чистење на Охридското езеро, па дури тоа веќе е можда и помал проект, меѓутоа од она што го имаше во програмата беше и бесплатен превоз за пензионерите во одделни денови, јавен превоз во одделни денови од неделата. Градоначалникот Пецаков потенцира дека изборната програма содржи 10 капитални проекти, од кои 9 се или завршени или во завршна фаза. Ќе имате отчет во кој што ќе можете дополнително и ќе добијате и примерок на кој што ќе видите што оно од програмата е реализирано, до каде е сработено и како е, меѓутоа најбитно во тоа што сакам да кажам дека кога ќе дојде време за локални избори, од тие 10 капитални проекти кои што беа дел од програмата, ќе имаме проблем, односно јас ќе имам проблем и нема да биде реализиран само реконструкција на студенчишкото блато, затоа што треба да се донесе закон за студенчишко блато и во основа на тоа треба да се донесе менаџмент план за управување со студенчишкото блато, а се постават понатаму ренџери и така натаму.
Пецаков се задржа на терминот наводно обструирање на проектите употребен од советничката Ангелоска, при што потенцира дека кочењето на проектите од минатата централна власт не било наводно, зашто сведочела целокупната документација и кореспонденција на локалната власт со министерствата во поглед на реализацијата на одредени проекти. Го спомнавте зборот наводно сме биле кочени, не имаме изјави од министер за култура токму за овој, зошто наводно сега да викаме дека наводно сте биле кочени. Имаме документација колку пати сме се обраќале, колку пати сме правеле промена на нивните жилби и хирови за да ги исполнуваме се со цел за да не градите Охрид, пример катна гаража. Затоа го сменавме законот сега, има се знае што представува јавен интерес, односно за објектите од јавен интерес се улеснува постапката и затоа што е во контактна зона, само она кое што е за нас потребно, тоа е конзерваторското одобрение, ќе биде, односно е дел од комплицираниот проблем, меѓутоа само затоа што сме во напредна фаза, ќе завршиме. Градоначалникот посочи дека и за реконструкцијата на плоштадот Крушевска република како локална имале опсежна документација која советниците можат да ја добијат на увид и сами да се уверат дали постоело блокирање на проектите. Во продолжение на 45-тата седница беше одржана и 46-тата седница на Советот на Општина Охрид, на која беа усвоени повеќе одлуки за легализација на бесправно изградени објекти, а беа избрани и нови членови во повеќе комисии од различни сектори на општинската администрација. На оваа седница беше усвоена и програмата за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патиштата и улиците за периодот октомври 2024 година – октомври 2025 година. Покренато обвинение за дивоградбата на улицата Димитар Влахов. Основното јавно обвинителство Охрид со обвинителниот акт опфаќа две лица кои на постоечкиот објект во јули минатата година започнале со доградби и надградби и до денес изградиле зграда за што немале одобрение од надлежен орган. Основното јавно обвинителство Охрид по спроведена истражна постапка денеска поднесе обвинителен акт против две лица за кривично дело бесправно градење за објектот на улица Димитар Влахов. Осомничените на возраст од 49 и 48 години како соизвршители на 27 јули 2023 година започнале да градат објект на нивно земјиште без одобрение за градба издадено од надлежен орган. На постоечкиот објект во центарот на Охрид изградиле доградби од северната страна, во сутеренот, приземјето и на катот, проширувајќи ги со армирани бетонски плочи и столбови, пошто продолжиле да го надградуваат објектот со две армирано бетонски плочи со кои зголемиле неговата катност, се вели во соопштението од основното јавно обвинителство Охрид. Против првиот обвинет во овој предмет се води судска постапка за уште едно бесправно градење во центарот на Охрид, посочуваат од обвинителството. За зградата која бесправно се градеше на улица Димитар Влахов на местото на стара куќа чиј автентичен изглед требаше да се зачува согласно конзерваторско одобрение, основното јавно обвинителство поведе истражна постапка на 27 ноември минатата година. Инак, случајот со старата куќа на улица Димитар Влахов ја револтира охридската јавност од самиот почеток на она што требаше да биде нејзина реконструкција. Само еден месец од отпочнувањето на зафатите, областен градежен инспектор при вонреден надзор во средината на август минатата година констатира дека инвеститорите одстапуваат од планот за реконструкција и конзерваторското одобрение и изградиле нелегални доградби на објектот. Градежниот инспектор тогаш донесе решение за отстранување на доградбите и со полициска асистенција изврши затворање на градилиштето со лента, но лентата беше отстранета и градењето на денешната нова зграда на местото на куќата со автентичен изглед кој требаше да се зачува се одвиваше скоро непречено. Во текот на градежните зафати на објектот беше отстранета и мермерната спомен плоча која сведочеше за историски настан од антифашистичката борба на македонскиот народ. Имено на неа беше забележано дека во куќата која веќе ја нема во 1941 година бугарскиот воен суд во Охрид ги осудил на смрт со бесење Лазар Колишевски и Петре Пирузе, додека Кирил Главинчев и Андон Дуков, Јаким Спировски биле осудени на повеќе годишни затворски казни поради организирање вооружено востание против бугарскиот фашистички окупатор. За плочата на денешната седница на Совет беше побаран одговор од градоначалникот Кирил Пецаков каде се наоѓа истата и дали ќе биде поставена некаде, бидејќи објектот пред кој стоеше
веќе го нема. Градоначалникот рече дека е разбирливо тоа што спомен плочата ги сензибилизира охриѓани, но не даде конкретен одговор на прашањето. Иако како споменик не е никаде забележан во институцијата Завод и музеи, оние кои што треба да ги издаваат и на какво и на кое место ве била, плочата од страна на во моментот инвеститорот беше при инспекцијски надзор покажана, таа е тука. Дали јас моето мислење е дека досега не сме донесле ние друга одлука за да биде на друго место, треба да биде на истото место затоа што тука и на тоа место се случувале. Меѓутоа како ќе дојде при крај поставувањето ќе одговориме и како општина, затоа што не само вие како советник, туку како што кажав, генерално оваа тема ги сензибилизира граѓаните, така да поставувањето на истото место, на друго место, во зависност како ќе одлучиме, иако јас немам дилема околу местото, ќе биде јавно кажано, така да ќе го имате одговорот нас. Инаку на социјалната мрежа Facebook неодамна беше објавена фотографија на која се гледа искршената спомен плоча, која според граѓаните е фрлена во близина на некогашната дискотека Парк. Коментарите на охриѓани се дека сега, кога веќе не постои куќата на која треба да биде вратена плочата, можела барем да биде зачувана во музеј. Во Охрид има доволно образовни асистенти за учениците со посебни потреби, но недостига инфраструктурно и кадровско опремување на училиштата. Потребни се стручни тимови и соодветна инфраструктура. Сите ученици на кои им се потребни имаат образовни асистенти, но недостига инфраструктурно и кадровско опремување на училиштата во Охрид. Потребни се екипирани стручни тимови, педагог, психолог, логопед, дефектолог. Поголемиот дел од училиштата немаат соодветна инфраструктура, лифтови, тоалети, засебни простори и дидактички алатки. 15 на образовни асистенти им помагаат на основците, а општината обезбеди 6 за средните училишта. Ко речеме дека тие се доволно, не се доволни, тие се само една помош која што треба да биде во соработка со стручните служби и со дефектолозите и со психолозите како служби, но знаејќи дека дел од стручните служби во училиштата не се комплетни. Ова е како еден почетен чекор кој што ќе им биде од олеснување и на учениците и на наставниците и на родителите, со тоа што ќе се помогне во совладувањето на наставниот материјал. Во редовните паралелки влегуваат и глувите деца. Секој ученик има различни потреби. За квалитетно инклузивно образование потребни се образовни асистенти со конкретни специјалности и стручности. На глувите дечиња му треба некој што го зборува знаковниот јазик, меѓутоа што го зборува професионално, некој кој што ќе го научи на знаковниот јазик. Првен детето да го научи, зашто ако дете на здрави родители, то не може да го научи правилно знаковниот јазик. Детето да го знае знаковниот јазик, образовниот асистент да го знае знаковниот јазик, со таков образовен асистент, глувото дете немам ништо против, да, ќе има успеси. Единственото училиште во Охрид каде има инфраструктурни подготовки за инклузивно образование е електромашинскиот центар Свети Наум Охридски. Со грант од Европската унија изградени се специјализирани тоалети, тактилни патеки за слепи ученици и лифт за инвалидизирани. Јавната здравствена установа, специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид, го одбележа Светскиот ден на срцето. Покачениот крвен притисок и дислипидемијата се два најчести ризик фактори кај луѓето за овие заболувања. По повод Светскиот ден на срцето, денес во просториите на специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид, во соработка со КРК Фарма Скопје, кај пациентите беше организиран скрининг на кардиоваскуларниот ризик со мерење на крвен притисок и одредување на липиден статус и се споделуваа совети и информативни материјали од страна на доктори од болницата и представници од КРК Фарма. Целта на овие активности е подигање на свеста на граѓаните на општина Охрид за значењето на превенцијата и навременото откривање на покачениот крвен притисок и дислипидемијата како два најчести ризик фактори за појава на кардиоваскуларни заболувања кај луѓето.
Македонија е земја со многу висок ризик за кардиоваскуларни заболувања и сметаме дека со спроведување на оваа кампања ќе допридонесеме кон подигање на свеста кај луѓето, а во интерес на намалување на кардиоваскуларниот ризик и превенција на сериозни кардиоваскуларни заболувања, велат од болницата. Додаваат дека нивните активности по повод Светскиот ден на срцето продолжуваат понатаму, односно на 9 октомври во просториите на општина Охрид во организација на Сдруженијето на диабетичари Охрид, доктор Јасмина Јовановски, субспецијалист, кардиолог од специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид, ќе одржи предавање на тема запознавање со кардиоваскуларните заболувања и нивна превенција кај пациенти со диабетес. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во судот во Париз почнува судењето на Марин Ле Пен, нејзиниот татко и други политички истомисленици под обвинение за незаконско земање финансиски средства за лажни соработници во Европскиот парламент. Тие се обвинети за проневера на 7 милиони евра. Нејзиниот татко Жан-Мари Ле Пен, основач на партијата Национален фронт, на која Марин и го промени името како би се дистанцирала од екстремизмот, е еден од 28-те обвинети за проневера. Марин Ле Пен од почетокот го спорува обвинението кој се однесува на периодот 2004-2016 година. Таа пред една година на Европскиот парламент му вратила 330.000 евра, но нејзината партија нагласила дека тоа не значело признавање на прекршокот. Ако бидат прогласени за виновни, на обвинетите им се заканува голема парична казна или до 10 години затвор. Исто така, 5 години не ќе можат да вршат јавни функции, што всушност би можело да ја спречи Ле Пен да се кандидира за председателка на Франција на наредните избори во 2027 година. Бројот на загинати од ураганот Хелена, кој го погоди југоисточниот дел на Соединетите Американски држави, се искачи на 96. Властите стравуваат дека тој број ќе се зголеми во наредните денови, бидејќи има стотици пријави за исчезнати. Само во државата Северна Каролина пријавени се 600 лица за исчезнати, а поплавените патишта и понатаму ги попречуваат акциите за барање и спасување. Илјадници луѓе се без покрив над главата, без електрична енергија, без телекомуникации, уништена инфраструктура и има $100 милиарди штета. Официјалните служби на брзина доставуваат основни материјали за настраданото население, го обновуваат снабдувањето со електрична енергија и ги расчистуваат блокираните патишта, јавува CBS News. Американскиот председател Џо Бајден одобрил помош на државите кои бараат прогласување вонредна состојба и се очекува оваа недела да ги посети подрачјата зафатени од катастрофата. Бројот на луѓе кои загинаа во поплавите од роните и свлечиштата предизвикани од обилните дождови во текот на викендот во Непал се зголеми на 193 лица, соопштиле денес локалните власти. Во полициското соопштение било наведено дека 31 лице се уште се водат како исчезнати, а 96 лица се повредени. Главниот град на оваа хималајска држава, Катманду, бил меѓу најпогодените области. Голем дел од градот бил под вода и таму е забележан најголемиот број на смртни случаи. Најмалку 3 автобуси биле затрупани во лизгање на земјиштето на автопатот на околу 16 километри од Катманду. Денес времето се подобрило, што овозможило интензивирање на акциите за спасување и поправка на штетите, јавува Associated Press. Израелската армија објавила дека во воздушните напади извршени синоќа биле уништени десетици локации во долината Бека кои ги држал Хезболах. Палестинската група Хамас соопштила дека во Либан убиени се лидерот на Хамас и неговото семејство и во Бејрут тројца лидери на Народниот фронт за ослободување на Палестина. Иран предупреди дека нема да ги остави без одговор овие постапки на Израел. Според контрадикторни непотврдени извештаи, во израелски напад бил убиен и братот на сирискиот председател Башар ал-Асад, Махер ал-Асад. Тој наводно бил убиен во напад на неговата вила во близина на Дамаск. Израелски извори го тврдат тоа, но извештаите се уште не се потврдени. Инаку повеќе од 100.000 луѓе преминале од Либан во Сирија откако конфликтот меѓу израелските сили и либанската група Хезболах ескалира овој месец, соопштил високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Филипо Гранди. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.